И покрај новите владини мерки за подобрување на животниот стандард, како покачување на просечната плата и законско зголемување на минималната плата и политики со кои се укина радиодифузната такса и се врати ефтината струја, сепак во пракса е поинаку. Дел од граѓаните велат дека и понатаму се оптоварани со проблеми кои ги имаат во континуитет со години наназад, како ниски плати и пензии, иселување на младите луѓе и висока стапка на невработеност. Дел од луѓето велат дека има олеснување, но се уште не чувствуваат дека има добри услови за вработување, усовршување и напредување. Може би малку подобро, иначе да речеме дека е се во ред, па не е ни во ред. Значи, уште не можеме да осетиме некое подобрување. Се подобро, да, ама надороди. Надороди. Не знам ја сега која дефиниција може да му се прикачи на тоа, меѓутоа ние сме класична беда, сиромаштија, еден дел од народот во Македонија. Додека еден дел не знаат колку пари имаат луѓе пари на Белидзе таму, тоа е некаде остров во Индиски океан. Па гледам дека цените колку толку по некој мал процент се зголемуваат, а еве јас сум пензионер, пензијата ми е иста. Но иако економските мотиви се примарни за незадоволството на луѓето, тие не се единствени. На дел од граѓаните им е преку глава од системот на вредности кој не се менува на овие простори е наметнат уште пред 20 години. Оние чии членови на семејствата си заминале велат дека тоа го направиле поради подобри плати, но и севкупен подобар амбиент за живот. Јас имам две дечиња со жената, едниот е доктор, другото е педагог. Ниедно немам дома. 16 години сме сами. И што да ти кажам, кога избегава, каков стандард ќе тражат? Многу народ се исели од државата. Во последниве 5-6 месеци, година, не се сели за џабе. Бара подобар живот. Што значи не е подобрен. Но економистите велат дека се случуваат позитивни работи за македонската економија. Така, според податоците на кои укажува економистот Фатмир Бетики, во секторите за давање на јавни услуги како здравството има тенденција за покачување на платите, а од друга страна нема преголема инфлација и покачување на цените и затоа смета дека има нагорна тенденција. Но според неговата оценка, граѓаните ќе ги почувствуваат првите ефекти и подобрување на квалитетот на нивниот живот од идната година. Во принцип има нагорна линија на подобрување, но секако сметам дека е премногу рано да се очекува дека ова е да се заклучи дали ова тренд или само моментална состојба. Битики нагласува дека многу е важно какви ќе бидат следните даночни политики и другите мерки во економијата кои владата ќе ги преземе, за да може граѓаните да ги почувствуваат ефектите од мерките.